Четворица млади луѓе, кои биле во дискотеката Пулс за време на страотниот пожар, каде што загинаа повеќе од 60 луѓе, денеска сведочат пред судот. Денешното рочиште го следи колешката Билјана Николовска. Билјана, што кажаа сведоците, на што посведочиле таа страотна ноќ? Така е, Билјана, прв меѓу оние што треба да сведочат беше Кристијан Панов, 20 годишно момче, чиј брат е загинат во оваа трагедија. Неговиот брат работел како шанкер во дискотеката, додека тој по потреба бил повикуван како келнер во истата дискотека, но само кога имало потреба, односно повеќе луѓе. Сепак таа вечер, трагичната вечер, бил како гостин таму, славеле роден ден и во моментот кога се случил пожарот бил надвор од дискотеката. Сакал да влезе внатре, да види каде е неговиот брат, но бил спречен од едно од припадник на полицијата за да не влегува, бидејќи било опасно. За кусо време се создало гужва, луѓе на вратата и тој започнал само да помага да ги спасува луѓето и да ги извлекува од стампедото. Сведочеше дека во стампедото го забележал или собственикот на дискотеката или неговиот брат, не беше сигурен кој, но рече дека и меѓу спасените бил еден од нив. Тие двајцата сега моментално се наоѓаат на обвинителна клупа. Сведочеше дека во дискотеката немало ПП апарати, но подоцна кога започнала гужвата, го видел собственикот Дејан Паунов како трча со ПП апарат за да го гасне пожарот. Во неговото сведочење тој децидно ги разглобуваше улогите на сите, односно кажа дека братот на собственикот на дискотеката бил задолжен за продажба на билетите, додека обезбедувањето било задолжено да става печати за секој купен билет на оние кои што влегувале, за доколку излезат надвор да бидат обележани дека имаат купено билет. Рече дека тој бил таму на повикуван претходни вечери и дека гледал дека кога имало вакви журки, имало и друг пат користење на пиротехнички материјали. За секоја вечер работа добивал по 1500 денари, неговиот брат 2000 денари, но тие не биле вработени, туку се работело со кеш. Претходно роднините на загинатите деца беа опоменати од страна на судиката и адвокатката на собственикот на дискотеката Пулс дека не сакаат повеќе да има немири, како што рекоа во судницата, односно да не се нарушува редот, бидејќи ќе бидат и со најмала реакција ќе бидат одстранети од судницата. Тие родителите претходно дадоа изјава посочена кон адвокатката на првообвинетиот и рекоа дека таа самата се препознала во некои од транспарентите кои што го носеле на маршот на ангелите кој што се одржа во саботата. Не сакале да ја навредат воопшто и дека не бил насочен кон неа овој транспарент. Предлагам да ја слушнеме нивната изјава. Кога јавно зборувате за сочувство и емпатија, кој досега сте ги имале кон нас, родителите, мораме да ве подсетиме на вашите собствени зборови, изговорени пред луѓе кои ги изгубија своите деца. На судењето рековте, цитираме буквално се, дека обвинетиот требало да одговара за небрежност, а не за тешки дела, дека немал свест за врските. И најболната реченица која не упативте, за вас тоа е монструм, а за мене е обичен човек. Тоа вие го кажавте лично пред нас родителите кои ги погреба своите деца. Тоа не е емпатија, тоа е суровост. Ако сега тврдите дека вашиот лик бил злоупотребуван во небулозна форма, тоа тврдење не е само нетошно, тоа е потценување на нашата интелигенција. Билјана преостанува да сведочат уште тројца сведоци кои што таа вечер на 16 март кога се случи трагедијата биле присутни во дискотеката. Тогаш загинаа 63 млади луѓе, а додека во моментов на обвинителна клупа се наоѓаат 35 лица. Ние остануваме и понатаму да го следиме судењето.